Почитувани пријатели, го повикувам да се обрати пратеникот од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Игор Ивановски. На секогаш слободата и победата и гледајки ве не само вечерва, туку слушајки ве и праќајки ги вашите абери секоја вечер, сакам да им речам, нека не им лета умот дека Прилеп уште ќе биде град на ДПМН. Заврши таа работа. А знаете дека нивниот крај почна на 24-ти. Нема да го раскажувам тоа што сите го видовте, а ние го почувствувавме. Немаме ние гајле за тоа. Тие не удрија на нас, удрија на народот што не гласал, удрија на сите вас и удрија на она што значи борба за народ. Бидејќи не избркаа тие заради буџетот, око не им трепнува нив за буџетот. Не избркаа за да можат без нас да ги донесат законите за кредитите и заемите, а за кои што пари не сака да ги дадат на народот, на прилепчани, на земјоделци, на стечајци, арно ама да ги искористат само за нив. Парите знаете зашто им требаат? Она Гордана Јанкуловска да се вози во блиндиран Мерцедес од £500.000. Она несреќа и човече Трајко Велјановски со жена му да го шета светот по коктели и приеми. Оној Зоран Ставревски да си направил нов кабинет. За тоа им се парите. Затоа не избркаа. Затоа што со тие пари, а тоа се наши пари, на сите македонци, кои што треба да ги враќаат и сегашните и неродените деца и генерации, наместо во народот, завршуваат во гусарските бродови во Скопје. Оној Маријан Ристејски нема никаква разлика од црниот Грујо кој што го гледате секоја вечер. Како петок и сабота се кога се пари во прашање. Лични профитери секогаш ако имаат шанса да украдат нешто, не ја пропуштаат. Тој Маријан и тој Грујо, наместо да донесе пари во Прилеп, тие ги даваат парите за Барокон и за гусарски бродови во Скопје, за провизиите на нивните тендери, на нивната фамилија, секој пат кога парите ќе треба на граѓаните да се украдат. И затоа што ви рекле вие, доста му е, се договараме да му е дајме по капата. И вечерва, и вчера, и утре, и до крај, драги прилепчани и прилепчанки, се договараме дека во оваа работа нема ни повлекување, ни милиметар. Оваа работа мора и ќе заврши само со победа и со нивна смена. На секакви избори, бидејќи им должиме на нашите и родители, но и деца, да ја оправиме оваа државичка или држава Македонија како што си ја сакаме. Бидејќи не може арамиите да се на власт. Нивното место е в затвор. Не може неписмените да ја водат оваа држава. Нивното место е да се научат како се води и се сака оваа држава. И затоа нема да им дозволиме нивните лаги што ги повторуваат пред сите избори да ги повторат и сега. Сетете се пред 4 години и Грујо и Маријан ветува 8,5 милиарди евра инвестиции. Па поминаа 4 години. Не само што нема 8,5 милиарди инвестиции, имаме нови 2 милиарди евра долг према странство. Ветуваа брда и долини. Мема да ме чуди да дојде Грујо или Маријан да вети вселенски центар овдека во Прилеп. Арно ама, додека нивните пратеници, се извинувам, платеници, ги нарекуваа прилепчани мајмуни.
додека нивните прилепски платеници си купуваат нови голфови, нови возила, си ги вработија сите до куче и маче во фамилиите. Овој народ е гладен и страден. И земјоделците во Прилепско и тутунарите стана аргати на своја земја. Луѓето немаат пари за леп и за дрва, а тие здисани со сите вработени во нивните семејства денеска гласаат против ефтината струја во парламентот. Па кај ќе им оди душата? Знаете кој ќе каже? Вие, народот. Ние и народот ќе им ја земеме мерката. И за се ќе одговараат. И не само што ќе одговараат, туку тоа што го украле ќе треба да го вратат на народот, бидејќи тоа не е нивно. И на крај, ние сме и вие Прилеп најмногу во Македонија и ви честитам за тоа, секоја вечер на улица. Кој оди без обезбедување на улица? Само народот што е со народот и што не се плаши. Нив ги нема на улиците. Тие седат во кабинетите, во колите, со телохранители, ги гушнале фотелите, не ги даваат санким од мајке им, татко им се. Овој народ не се плаши, затоа што е на страната на народот, а тие имаат страв од избори. Ние велиме избори, ајде, тие седнале и се уплашиле. Грујо има два момента. Ако има толкав уплав од избори парламентарни, затоа што се работи за неговата кожа, може да иде или на Баачка, ама нема да му помогне. И втората, да прифати да одиме на парламентарни избори и да излеземе пред народ. И народот да рече на кого ќе му ја даде довербата. Ако тие се уште се плашат и не даваат избори, ќе ги изработиме. Овој парламент не е парламент. На локални избори по нивни услови нема да им дозволиме да го играат тие свадби нивни кои што сме ги научили да крадат од народот. Или одиме на се за да ја оправиме оваа држава, или народот ќе си дојде кај нив по нивното. И знам кој ќе биде прв. Прилепчани. Затоа што по овој народ, вашите предци и вие, а знам дека така ги учите и вашите деца, ја пишувале историјата на оваа држава. И во се биле први, во се. И пак Прилеп ќе биде прв. Ќе биде предвестник на победата, на слободата и на она што значи нормална и вистинска држава како што ја заслужуваме. Господ да ни дава здравје, а другото сами ќе го обезбедиме. Да сте живи и здрави и се гледаме на победничките маршеви и во Прилеп и цела Македонија. Да живее вечно Прилеп, да е жива и здрава Македонија. Благодарам.